Хелсиншкиот комитет за човекови права е имплементирачки партнер на проект кој што го спроведува мисијата на ОПСЕ во Република Македонија. Што значи конкретно тоа за Македонија? Тоа, значи, само да довршам дека проектот се однесува на мониторинг на инцидентите, односно злосторствата од омраза. Тоа досега во Република Македонија го немаше. За жал, досегашните активности кои што ние ги спроведуваме во рамките на проектот покажаа дека луѓето многу често и не ги пријавуваат овие дела како дела сторени од омраза, туку ги пријавуваат едноставно како насилство. А воедно и судовите многу ретко обрнуваат внимание на овие прашања и не ги водат постапките онака како што, мислам, соодветствува со фактичката состојба. За да дојдеме до овие заклучоци, ние спроведовме, да речам, една акција на доставување барања до судовите во Република Македонија, за да ни дадат податоци колку такви дела се регистрирани. Морам да ви кажам дека многу малку дела се така регистрирани, меѓутоа на нашата веб страна веќе има околу 50 пријавувања, ако не и повеќе, за инциденти, односно криминал од омраза. Јас можам да споредам со некаде 8-10 години претходно, кога прв пат излегов, јавно да кажем дека сум хомосексуалец, каква беше ситуацијата, и тогаш имаше високо ниво на хомофобија и не беше прифатено, меѓутоа немаше насилство и немаше загрозување на живот. Сега, последна деценија, наместо ние да сме многу понапред отидени, ние веќе имаме насилство. Ова насилство кое сега се јавува не е случајно, тоа е предизвикано и ние сега само ги гледаме последиците од оној говор на омраза кој пред 3-4 години почна многу интензивно и оркестрирано да биде присутен во нашето општество. Први се секогаш оние кои се најмаргинализирани и неприфатени во општеството, но нема да застане само на нив. Со непостапувањето на државата, со континуирано присуство на говор на омраза во одредени медиуми, со нивно легитимирање преку непостапувањето на државата, се охрабруваат сите кои имаат некаква фрустрација и не знаат како да ја решат и ја решаваат кон оние кои мислат дека е послаб или дека можат или дека нема да бидат казнети за тоа. Тука е главната поента на непостапувањето, односно неказнувањето. Ние само кај нас и уште во некои афрички региони се уште зборуваме за основните човекови права како што е правото на живот. Значи такво нешто, таква дебата на европскиот континент не постои многу одамна. Значи тоа е решено многу одамна. Ние, она што можеме да заклучиме е дека пред 110 години Крушевската република беше многу поинклузивна и понапред од она што сме ние денес како Македонија, како држава. Крушевскиот манифест, вие знаете дека беше на неколку јазици преведен, беа повикани сите заеднички да се борат за слобода. Ние сега после 110 години ќе го видите, го видовте видеото, гледайте на што ни се случува. Каде ние сме отишле? Дали после 110 години ние сме отишле напред? Што ви кажува ова видео? Она што ме натера денес да го пуштам ова видео на кој што се гледаат нападите на центарот. Токму тука сакав да потенцирам. Ние свативме дека ЛГБТ заедницата во Република Македонија е потполно сама. ЛГБТ заедницата е оставена на милост и на немилост на сите оние кои што сметаат дека поинаквата сексуална ориентација значи неморал, значи девијација, значи болест, негирање на различностите. Непостапувањето на Министерството за внатрешни работи значи директно соучесништво во насилството. До сега никој не излезе да го осуди насилството. Ниту владата, ниту премиерот, ниту министерката за внатрешни работи. Никој. Значи ли тоа дека немате соработка со практично со Тоа значи, не значи тоа не соработка. Тоа значи едноставно оставање на милост и на немилост. Праќање јасна порака. Прекинете со вашата работа. Ние нема да ве заштитиме.